Драги гледачи, добре дојдовте и денес повторно со вас дел од намирници, исхрана, чаеви, се што е потребно, но и штетно за вашето здравје. Затоа останете пред малите екрани, еве што следува за вас. Кашлањето и кивањето, секое едно го прават потешко. Како да се извадите од оваа непријатна ситуација, додека сите околу вас киваат и кашлаат? Решението е во следниот прилог. Она што на сите нам ни е потребно во студените есенски и зимски денови е силен имунитет со кој ќе се избориме против настинките кои демнат од сите страни. Но многу често не успеваме да се одбраниме од нив. За среќа, постојат некои начини кои по природен пат ги лечат настинките. Лек против силна кашлица. Во шолја зовриено млеко ставете половина лажичка жалфја. Оставете да врие точно 3 минути, а потоа додајте лажичка маст и половина лажичка сода бикарбона. Сето тоа помешајте го и пиете со мали голтки. Дневно смеете да испиете до 3 шолји. Секогаш консумирајте го овој лек веднаш по подготовката. Рецепт против упорна сува кашлица. Земете еден портокал и добро измијте го со вода и сода бикарбона, а потоа силно исецкајте го заедно со кората. Посипете го портокалот со шеќер и варете половина час. Од овој сируп земајте по 1 или 2 лажици кога ќе почувствувате напад на кашлица. Јаболки и кромит против кашлање. Изрендајте јаболко и кромит, па додајте мед. Сите состојки да бидат во еднакви количини. Од оваа смеса земајте по 1 лажица неколку пати на ден. Сок од кромит со шеќер. Доколку кашлицата не престане, исчистете 1 главица кромит и посипете ја со лажица шеќер. Процедете го сокот кој ќе се појави и пиете по 1 лажица 3 пати на ден, 20 минути пред оброкот. Можете да направите и сок од кромит со мед, кој се прави со размер 1:2, а се пие по 1 лажица 3 до 4 пати дневно, односно 30 до 40 минути пред јадењето. Шербет. Во тенџере на тиво коган ставете 1 шолја шеќер и оставете го да се растопи. Кога шеќерот ќе се карамелизира, додајте 1 или 2 шолји вода, па мешајте додека да се растопи карамелизираниот шеќер. Додајте малку ќумбир и сок од лимон. Пиете по 2 лажици 3 пати дневно. Ловоров лист против кашлица. Во половина литар вода додајте 150 грама шеќер, а кога ќе зоврие, додајте 10 листови ловор и варете уште половина час. Извадете го ловоровиот лист, а смесата ставете ја во тегличка или во шолја. Користете по потреба. За подобро здравје во студените зимски денови, храната е клучен фактор, но со разновени намирници го подобрувате вашиот имунитет. Ви нудам кои се најздравите зимски намирници. За подобро здравје во студените денови, исхраната е еден од клучните фактори. Со разновидни намирници на организмот му овозможувате повеќе витамини кои го зајакнуваат имунитетот. Се борите против грип и настинки, а воедно и се чувствувате свежо и здраво. Еве кои се најздравите зимски намирници. Јаболки. Тие се одличен избор на диетални влакна и витамин С и содржат мало количество на масти, холестерол и сол. Брусници. Содржат малку масти, холестерол и соли, а се богати со витамините Е, К и С и имаат големо количество манган. Киви. Исто како јаболката и брусницата, имаат мало количество на масти, а се одличен извор на диеталните влакна. Кивите се богати со витамините А, С и К, како и со калиум и бакар. Калинката исто така е богата со диетални влакна и фолна киселина,
како и со витамините С и К кои му се потребни на организмот во зима. Брокулата е одличен извор на протеини, витамин Е, калиум, железо, магнезиум, фосфор, селен, како и витамините А, С, Б6, фолна киселина, манган и калциум. Повеќе од доволно. Зелка содржи ниско ниво на холестерол и масти, а е добар извор на тиамин, калциум, железо, магнезиум и калиум. Одлична е ако сакате да ги задоволите максималните потреби за витамин С, диетални влакна, фолна киселина и манган. Морковот е одлична намирница за зимскиот период и е супер извор на тиамин, витамин B6, фолна киселина и витамините А, С и К. Најдобро е доколку го консумирате свеж во салати. Во зима јадете и карфиол. Тој е одличен ако сакате да ги задоволите потребите за протеини, магнезиум и фосфор. Покрај тоа, богат е и со витамините С, К и B6. Здравието и убавината доаѓаат од чинијата, велат нутриционистите. А ако сакате да имате убав тен и чиста кожа, а во исто време да бидете расположени, во зима јадете цвекло, прокелј, зимска крушка и тиква. Цвеклото е идеална зимска храна бидејќи содржи влакна, многу витамин С, магнезиум, железо и фосфор. Овие состојки го стимулираат метаболизмот и ги елиминираат токсините од лимфниот систем. Коренот од оваа намирница го зголемува нивото на кислород во клетките, што ја прави идеална намирница за анемичните лица, а особено влијае и на тоа тенот да ви биде поубав и почист. Следната намирница која мора да ја јадете оваа зима е прокелјот. Тој е богат со витамините Е, антиоксиданси и железо. Содржи протеини кои го зајакнуваат имунолошкиот систем, но содржи и фолна киселина, цинк и магнезиум, кои го подобруваат квалитетот на косата. Зимските крушки го стимулираат варењето и чистењето на организмот, бидејќи се исклучително богати со влакна и со леснотија го одржуваат нивото на шеќер во крвта, па со самото тоа ја засладуваат и желбата за сладко. Она што никако не смеете да го одбегнете во зима е тиквата. Таа е богата со каротен кој благотворно делува на кожата, ја подобрува нејзината текстура и ги ублажува оштетувањата предизвикани од надворешните фактори. Содржи многу калиум, витамин Б, но и цинк, кој го одржува високото ниво на колаген и при тоа спречува појава на акни. Време е за здрава храна и одлична здравствена зима. Ако утрото го започнувате со чај наместо со кафе, дознајте дали ги пиете чаевите кои штетно може да влијаат врз вашето здравје. Слушаме во следниот прилог. Ако вашето утро го започнувате со чај наместо со кафе и уште сте вистински голем фан на овој пијалак, тогаш, еве, како да ги пиете чаевите кои можат сериозно да ви наштетат врз здравјето. Секое нешто во светот има позитивни и негативни страни, а нутриционистите се согласуваат околу овие. За зелениот и црниот чај се богат извор на антиоксиданси и можат да ве заштитат од сериозни болести, како рак и срцеви заболувања. Доколку сте чувствителни на кофеин, кои овие два чаеви го содржат, тогаш консумирајте други видови на билни чаеви, како камилица, шипка, мајчина душица, нане, слес. А секако во групата на здрави спаѓаат и овошните чаеви со сладка арома. Против, се препорачува да избегнувате ароматизирани варијанти кои не содржат билки, туку само нивните мириси. Пијалаците, како леден чај, спаѓаат во групата на сладки пијалаци и сокови, а воглавно содржат екстракти со додатоци како шеќер, боја и адитиви. Кога купувате чаеви, секогаш детално читајте ја содржината и состојките и одберете производи со јасно декларирана содржина. Еве еден совет плюс.
Чајот најдобре е да се пие без додатен засладувач како шекер. А доколку не можете така да го пиете, секогаш можете да додадете лажичка мед. Кога веќе сме кај темата топли пијалоци, нашиот умилен ритуал е кафето. Некои од вас пијат по многу кафе, едно или две, па во текот на денот можеби и повеќе, па затоа се прашувате дали кафето е штетно за вашето здравје. Но не грижете се, кофеинот има позитивно влијание врз здравјето, а слушнајте зошто. Што ако ви кажеме дека вашата на моменти здодевна зависност од кофеин може да ви донесе повеќе придобивки, отколку што некогаш сте верувале? Да, секојдневната доза кафе во утринските часови дава незаменлива енергија. Но како би реагирале ако ви кажеме дека таа исто така може и да ви го продолжи животот? Една неодамнешна студија, спроведена од страна на Универзитетот Стенфорд, ни открива дека кафето може да ни помогне да се бориме против хроничните процеси на воспаление, што се јавуваат подоцна во текот на животот. Со помош на крвна слика, направена на повеќе од 100 учесници во студијата, научниците успеале да најдат поврзаност помеѓу прераното старење, систематичното воспаление, кардиоваскуларните болести и пиењето кафе. Студијата ги нагласува хроничните процеси на воспаление, што најчесто ги доживуваат постарите луѓе и кои се активни предизвикувачи на кардиоваскуларните болести. Згора на се, овие процеси ги зголемуваат шансите за смрт. Дейвид Фурман, водечкиот автор на истражувањето, открива дека повеќе од 90% од болестите што не реагираат на лекови во староста се поврзани со хроничното воспаление. Па како нашиот умилен пијалок ни помага да се бориме? Отамна е познато дека кофеинот се поврзува со долговечноста. Многу студии ја покажале оваа врска. Но тоа што научниците со ова истражување откриле е причината за таа поврзаност. Изгледа дека механизмите што ги предизвикуваат воспаленијата се неактивни кај оние што редовно пијат пијалаци со кофеин, како кафето. Резултатите дошле како изненадување за научниците, што воопшто не ја не испитувале оваа поврзаност. Па ако сакате да живеете подолго, тогаш не се откажувајте од вашиот умилен кофеински пијалак. Оваа студија ни дава само уште една причина плюс зошто треба да продолжиме да уживаме во утринската шолја кафе. Зошто луѓето не можат да се откажат од употребата на шекерот, иако знаат дека тоа е лошо за нивното здравје? Повеќето од нив не можат да го направат тоа, бидејќи шекерот предизвикува зависност, како што истражувањата покажуваат подеднакво како зависноста од дрога. Меѓутоа, доколку навистина сакате да го ослободите организмот од дејството на шекерот, можете да го сторите тоа само за 10 дена, но потребно е темелно да се почитуваат неколку правила. Во продолжение, ви нудиме дел од нив. Одлучете се за детоксикација. Најнапред, поставете си себе си неколку прашања, како на пример, дали сум зависник од шекер? Дали се чувствувам добро кога јадам шекер? Дали копнеам по шекер и јаглехидрати? Овие прашања ќе ви помогнат да го утврдите вашето ниво на зависност и добро ќе ве подготват за борба за ослободување од шекерот. Избегнувајте ги сите напивки кои содржат калории. Калориите од течностите се полоши од калориите од цврстата храна, бидејќи побрзо се апсорбираат во телото и предизвикуваат пораст на шекерот во крвта. Пијалаците полни со шекери, како што се газираните сокови и овошните сокови, се поврзани со дебелењето и дијабетесот тип 2. Целосна абстиненција.
зависноста од шеќерите не е возможно да ја надминете со умерена консумација. Потребна е целосна абстиненција. Консумацијата на мали количини шеќер ќе направи збрка во целиот процес на детоксикација. Согласно со ова, треба да се чувате од триковите кои ги користат некои произведувачи, бидејќи на своите декларации делумно избегнуваат да ги наведат адитивите кои ги користат. Јадете повеќе протеини. Протеините ќе помогнат да се одржува нивото на шеќерот во крвта, а воедно и ќе ја намалат желбата за сладко. Потребно е да внесувате протеини преку производи кои во најголемо количество ги содржат, и тоа во рамките на секој оброк. Користете ги мастите во борбата против сладките. Како што покажуваат новите истражувања, мастите не предизвикуваат дебелење. Под ова се подразбираат здравите масти, како што се маслиновото и ленено масло, оревите, авокадото, рибата. Тие, исто како и протеините, ќе направат да се избалансира нивото на шеќер во крвта. Јадете вистински јаглехидрати. Пожелно е слободно и во неограничени количини да јадете разни видови зеленчук, а и да ги избегнувате сите скробни јаглехидрати, житарките и мешунките во рок од 10 дена. Имајте план за вонредните ситуации. Кога некогаш ќе почувствувате огромен глад, поради зафатеноста во тој момент, можеби е невозможно да си обезбедите здрав оброк. Најдобар план во текот на 10-дневната детоксикација е да носите здрава ужина со себе. Избегнувајте глутен и млечни производи. Потребно е 10 дена да абстинирате од глутенот и производите кои го содржат, како и од сите производи кои се произведени со млеко. Овој вид храна може да предизвика воспаление и желба за внесување калории. Недостатокот на сон доведува до хормонален дисбаланс и зголемен апетит, додека истовремено ја намалува и волјата. Потребно е секоја ноќ да си обезбедите 7 часа квалитетен непрекинат сон. Овде се одјавувам од вас. И не ги заборавајте советите, но не заборавајте, се дружиме заедно и утре. Грижете се за вашето здравје. Ве поздравувам. Пријатно.